Иако не беше на агендата сепак војната во Украина, но и обидите на американскиот претседател Доналд Трамп да стави крај на таа војна, односно да постигне мировен договор, беа во фокусот на најголемиот дел од обраќањата на шефовите на дипломатии на годишното собрание на ОПСЕ тука во Виена. Главните теми на состанокот на најголемата безбедносна организација за безбедност и сигурност на европско тло беа дека мора да има одговорност за војната, но и дека мора да се почитува меѓународното право. ОПСЕ, инаку како платформа за диалог меѓу Истокот и Западот, единствената организација каде заеднички членуваат и Соединетите Американски држави, но и Русија. Сепак, тие денеска беа представени на пониско ниво тука. Односно, ниту Сергеј Лавров, шефот на руската дипломатија, ниту пак американскиот државен секретар Марко Рубио не беа присутни на денешниот состанок. Затоа во која насока ќе се одвиваа говорите на најголемиот дел од присутните министри тука во Виена, наговести и шефицата на финската дипломатија Валтонен, чија земја и председава со ОПСЕ. Таа се осврна на предизвиците од раководењето на организацијата, но и побара да се почитува меѓународното право. To respond to today's urgent challenges and to prepare this organization for the future. These commitments have guided everything we have done this year. Respect for the Helsinki principles has been our foundation. The principles define the OSCE's purpose and legitimacy. Supporting Ukraine and ensuring accountability for Russia's violations of international law have been at the heart of our chairpersonship. Дека војната во Украина е клучна тема која го обременува денешниот состанок на ОПСЕ тука во Виена, потврди и шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски, која представува Македонија на овој состанок. Тој истакна дека нашата земја останува зад сите напори за постигнување на мир на војната во Украина. We need a modern, context-driven and resilient OSCE, a cornerstone of collaborative security geared to actively support peace and play a significant role in Ukraine's recovery. In this sense, we fully support the peace initiatives and diplomatic talks occurring on both sides of the Atlantic, especially the processes spearheaded by the United States and President Trump. Despite different setbacks, our nation remains committed to EU accession. We have shown a clear resolve to turn this enduring aspiration into a reality, one that will transform our region into a bridge, not a border, to Europe. На маргините на состанокот на ОПСЕ тука во Виена, Муцунски инаку имаше и средба со неговиот унгарски колега Петер Сјарто, со кого, како што соопшти од македонското МНР, двајцата се осврнале на билатералната соработка, меѓусебните односи, а Унгарија ја потврдила силната поддршка за евроинтегративните процеси на Македонија.